Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Недела, 4 јануари. Соучесници во Евангелието. Да прочитаме текстови за вовед во Филипјаните, 1 глава од 3 до 8 стих. Му благодарам на мојот Бог секогаш кога си спомнувам за вас. Во секоја моја молитва се молам со радост за сите вас, заради вашето учество во Евангелието од првиот ден, па се до сега. Уверен во тоа дека оној кој го започнал во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. И право е да го мислам тоа за сите вас, зашто секогаш ве носам во срце, и кога сум во окови, и кога го бранам и утврдувам Евангелието, бидејќи сите вие сте мои соучесници во благодатта. Бог ми е сведок, колку многу копнеам по сите вас со милосрдноста на Исус Христос. Зашто е Павле благодарен? Какви охрабрувања им упатува тој на филипјаните и зошто е тоа важно? Павле е основал црквата во Филипи и затоа можеме да ја видиме топлината на христијанското заедништво што го проникнува неговото послание. Иако одвен од неа стотици километри, Павле во окови, во затвор, ја носи црквата и незините членови во своето срце. Копне е по нив, ги сака, со љубовта на Христос Исус. Стои забележано во Филипјаните 1:8. И му благодари на Бога за нив. Павловата молитва на благодарност дури ни дава увид во Исусовото посредување за нас на небото. Во старозаветното време на надградникот на првосвештеникот имало 12 камења кои ги представувале 12 племиња на Израел. Тој требало да ги носи народот на срцето свое додека посредувал за нив. Во 2 Мојсеева, 28 глава, 29 стих читаме. Така Арон, кога и да влегува во светилиштето, нека ги носи на своето срце имињата на Израелевите синови, на возградникот за пресудување, за да ги повикува секогаш во спомен пред Господа. Во една уште повозвишена смисла, Исус, нашиот првосвештеник во небесното светилиште, ги носи имињата на својот народ со себе пред Отецот. Интересно е што формулацијата во стихот во Филипјаните 1 глава 3 стих, кој вели му благодарам на мојот Бог секогаш кога си спомнувам за вас, може да има двојно значење, со што се истакнува блискиот однос меѓу Павле и филипјаните. Ова обично се преведува како Павле да се сеќава на нив во молитва, но може да се однесува и на тоа дека тие се сеќаваат на него. Во секој случај, овде се нагласува нивната блиска заемна поврзаност, а тоа го истакнува и самиот збор заедница, грчкиот коинонија. Исто како што Павле имал заедништво во Христовите маки, забележано во Филипјаните 3 глава 10 стих. За да го познам него и силата на неговото воскресение и учество во неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со неговата. Филипјаните учествувале грчкиот синкроинео во Павловите неволји и финансиски ја поддржувале неговата служба. Во Филипјаните 4 глава 14 и 15 стих ни стои: но добро направивте што зедовте учество во мојата скрб. А знаете вие, Филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога отпатував од Македонија, немаше ниту една црква нешто да ми даде или нешто да примам освен од вас.
Ова заемност, која постоела од првиот ден, па се до сега, во Филипјаните 1.5, вели: заради вашето учество во Евангелието од првиот ден, па се до сега, го наведува да му благодари на Бога и за нив и да се моли за нив со радост, како што стои во Филипјаните 1.4. Изненадува тоа што Павле го опишува своето затворско окружение доста позитивно, како нешто што му пружа можност да учествува во одбраната и утврдувањето на Евангелието. Во Филипјаните 1.7 читаме: и право е да го мислам тоа за сите вас, зашто секогаш ве носам во срце. И кога сум во окови, и кога го бранам и утврдувам Евангелието, бидејќи сите вие сте мои соучесници во благодатта. Употребата на два правни изрази укажуваат дека неговото судење се приближувало, но исто така и дека Павле активно ги запознавал војниците и посетителите со Евангелието. И одбраната на Евангелието, грчки апологија, од нападите и утврдувањето на неговите вечни вистини се од суштинска важност. Павле помалку се грижи за сопствената иднина, отколку за одбрана на самото Евангелие. Без оглед дали ќе живее или умре, Павле е уверен дека Бог ќе го доврши доброто дело, што го започнал во сите што имаат доверба во него. Стои во Филипјаните 1.6. Како го разбирате тоа ветување, дека Бог ќе го доврши доброто дело во вас? Еве го текстот од Филипјаните 1.6. Уверен во тоа дека оној кој го започнал во вас доброто дело ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Што значи тоа? Дали е тоа дело некогаш ќе заврши пред второто доаѓање?